Време е за првите гости во студио и енергија која што треба да ни ја донесат тие преку новиот летен хит Баобаб или како што ни кажа дрво што расте. Ама како? Така? Малку подетално сега ќе ги расправаме. Повелете, Компас Бенд. Добро дојдовте и од мене, Компас Бенд, секогаш расположени за музика, за забава, меѓутоа и секогаш расположени за медиумска дружба пред камерите. Сега е уште од рано наутро. Ивана и Бубе, добре ми дојдовте. Како сте ова утро? Добро најдовме, добро утро. Поздрав до сите гледачи на вашата програма. Одлично расположени, расонети. Така е. Како и секогаш добро расположени, меѓутоа овој пат во фокус најновиот летен хит кој што го споменавме можеби во претходните гостувања интервјуа Баобаб, летен хит кој што навистина певлив, навистина летен хит буквално. Се снимаше и спот, ајде малку повеќе околу името секако, зошто Баобаб? Да, прво премиерно, дели во претходното интервју кое го правевме надвор од вашето студио, споменавме дека веќе е снимен спотот. Иако не успеавме премиерно ке вас да го презентираме, сепак ексклузивата за најавата беше ваша. Баобаб се спомнува во песната, иако се спомнува еднаш, обично тоа не е случај да се стави име на песна само еднаш кога се спомнува зборот, меѓутоа кога ни ја прати авторот по некој од тие демо верзиите и рековме што е ова, што ни прати сега Баобаб. Аха, може да биде интересно, бидејќи ќе сакаат да пребаруваат што е тоа. Дрво е тоа, мислам, специфично дрво кој има како корења нагоре што расте, го нема на нашите простори, меѓутоа сметавме дека ќе биде примамлив наслов за песната за да ја пребаруваат. Иако дрвата некако не можеме да избегаме, во секој наш спот има по некое дрво, јас така велам. Не случајно, за очигледно на пример имавме направено дрво кое беше специјално конструирано за нас во студиото, па јас секогаш велам, ова е одличен наслов за песната, баш токму поради тоа. Некако многу наскоро создавате своја музика, своја песни една по друга како да се редат во период кога навистина имате и настапи и буквално работно лето. Како се создаваше Баобаб, Љупчо? Песните доаѓаат спонтано, значи не плански овој пат. Имаме 2-3 песни, последните 3 песни, една по друга доаѓа, многу брзо. Али нешто кое иде спонтано, испак ги изгледа нај-окей. И така да и претходнава позитив-негатив. И оваа, значи, во многу краток период ги споивме и ги издадовме. Иначе позитив-негатив претходната песна, значи, е прва песна која добивме од авторот пред 3 години. Значи, она беше прва песна, а издадовме, да кажам, после 3 години. Издадовме 3 песни претходно, па не изе. За Баобаб има прекрасен спот кој мене навистина многу ми се допадна. Баш ти е драго. Сниман некаде во Грција, ако не се лажам. Санторини. На Санторини, како одеше целиот тој процес на снимањето на спотот, чија замисла беше истото, екипата со која што се работеше, верувам дека е многу важна и дека е постојано континуирано да се соработува, нели, за да излезе сето она како што сте го замислиле, баш така. Да, идејата беше на Љупчо, односно идејата се роди уште пред воопшто да имаме песната за спотот. Рече, ќе снимиме летна песна и ќе ја снимиме на Санторини. Да, во неформален разговор. Да. Следната песна ќе Снимаме снимаме на посакуваш? Санторини. Да, ќе се исполни. Да, Навистина е тоа така, да. Чисто кажано на маса, али ми стоеше во глава еден ден да отидеме на Санторини и да снимиме песна. Здравко Чолич има таму спот Да, снимано. да, Здравко Чолич има еден сентиш снимено таму. И помислив само јас сакав да биде различно, да биде жива песна. Пошто до сега имаме во глава да, малку подоцна ќе сентиши, слушнеме и со нашите и гледачи. да биде жива песна, а да биде на Санторини. А екипата иста, као што спомна, значи Дарио Јанковиќ со неговата керкичка која е режисер. Истата екипа, успешно е да сега имаме, презадоволни сме од тоа што го соработуваме со нив и затоа и они го прави овој спот.
Многу интересно што можеби во секој спот ваш се појавувате и вие како главни протагонисти, актери. Да, И многу убаво ви лежи сето тоа. Дали тоа е однапред испланирано? Добиваме комплименти дека ние сето тоа природно, не знам, можеби затоа што сме постојано на сцена, иако глумата, да речам, во спотовите и тоа што сме ние на живите настапи е нешто сосема друго. Можеби ние природно, не знам, по поглед на ете тие некои движења што треба да ги направиме, не дека нема нели режија, меѓутоа кој повторно ќе речем, пак природноста е нешто што си го носиме можеби во себе, но од друга страна пак кога ќе не запознаат луѓе што не гледаат постојано на живите настапи, сметам дека искреноста она што најмногу привлекува и задржува, дека тоа е тоа. Да. Ние сме тие во главно. Компас бенд на вистина во годините наназад па еве денес се етаблираше како еден многу модерен, многу забавен бенд кој што развеселува различни категории и возрастни групи на граѓани. Вие настапувате на повеќе места. Како поминува оваа авторска ваша музика и нови песни кај вашата публика? Како реагираат? Ги бараат ли овие песни на вашите настапи? Да, последните песни што се направени ги бараат и тоа не е пред се задоволство кога ќе побараат наша песна. Нема нешто поубаво да ти побараат. Колку е предизвика еве денес постојано и континуирано да се следат сите оние музички трендови, она наметнато, знаете, од страна кое што ни се сервира, Ивана? Секако дека мора да се прати. Ние воопшто и на живите настапи пратиме нова музика. Баш во некој од претходните интервјуа тоа Љупчо го одговори. Тоа е производ кој се продава. Едноставно, актуелно или неактуелно, мора да се прати. Ние сме можеби препознатливи, сега да не звучи тоа дека нели се фалиме нешто, меѓутоа не познаваат по тоа дека знаеме се сега. Се не можеме да знаеме, меѓутоа се трудиме да пратиме се што е ново во моментот, а и да не е нова музика, доколку не викнат на некој настап или однапред нешто е испланирано, подготвуваме музика која можеби токму за таа група на луѓе е драга и сакаат да ја чујат. И целиот всушност наш репертоар е подготвен така. Јас кога дојдов во бенд Компас, јас бев воодушевена тоа колку он песни знае, мислам колку немаме подготовки за настапите. Посебни подготовки, освен ако не еве последните, да кажам, свадби што ги свириме, например последната свадба, девојката беше хрватица. Зетот македонец и сега има. И тука во моментот доаѓа што ќе се прави. Некоја работиме редовна тезга, да кажам, ќе испоштуваме со неколку хрватски песни. Али тоа не значи која е свадба, тогаш си доаѓаат 50% од гостите се од таму. И значи има некој крај, да кажам, некои песни, исто како и македонските песни. Значи ние знаеме македонска музика, ама има крајви од Македонија, значи што се имаат песни, нивни, што иако сме од тука, значи може да не ги знаеме. Така да за таков момент мора да се спремиме. И гледаме да биде тоа, мислам да отидеме на тие настапи спремни, баш за Јас сум имала простор да дојдам ете на некои од вашите настапи во делот рестораните или онаму каде што настапувате, и тоа од страна делува дека вие на вистина се подготвувате за сето тоа како да се изведе, меѓутоа ете. Никогаш немаме план за работа. Доаѓаме дента и се гледаме. И мислам дека не може да се направи тој план. Не може да се спреми. Последно време има пракса да Зетот и невестата сакаат да си го спремат репертоарот. Тоа не можеме ни ние, а не они. Значи, дури редоследот да го кажат. Текот на свадбата сам по себе се диригира како ќе се движи. Значи, колку се захтевниците тие поголемиите така настани свадби, прослави, ете во смисла на репертоари да се следи. Захтевни, зависи колку си спремен. Реков, ние не се спремаме, зашто углавно сме спремни. За вас е и полесно. Значи имаме настапувано, да кажам, на сите бивши ју простори, државите околу нас што се Бугарија, Грција, Турција. Турција 3 години имаме свирено на Приморието по 3 месеци. Значи, за тоа мора да се спремиш. И сега кога ќе дојде некој настап овде, да кажам, во Македонија, без проблем.
Така. Какво лето имаше и се уште трае летото Компас бенд, работно лето, ние ве следиме. Исклучиво работно, да, и наистина ни е драго. Мислам, ние во главном во лето, не само во лето, преку текот на целата година, горе-доле простекот на работа ни е тој, но и летово немавме простор воопшто за одмор, ако беше тоа прашањето. Што најчесто и каде најчесто можеме и да ве слушаме секако и да уживаме со вашата музика? Да, редовно настапуваме секој петок и сабота во ресторан Дегама во Бистер. Тоа е веќе 6-7 година. 6-7 година, така да, тоа е праксата. Да, недела сме во ресторан Дома во Илинден, но тоа е за ручек, не сме на вечер. И во меѓувреме сите приватни забави кои излегуваат се во останатите денови кои што се слободни. Така. Иако ете можеби свежо и скоро излегува овие песни, што е на повидок, ќе се воведат ли некои новини? Тука дел од Компас бенд и секако Мишо, кој што ете имаме една песна која се спрема, нека остане тајна. Во скоро време новина ќе биде нешто различно од све ова. Само ќе треба време, затоа и не знаеме кога би излегла, пошто никако не може планот да испадне. Еве, например, за позитив, негатив, реков, 3 години траеше, додека Баобаб ни пола година. Значи, многу брзо дојде, спонтано дојде, така да нека остане изненадување. Следната песна имаме, значи, во најава. Така. Јас милувам моите музичари кои што ми доаѓаат во емисија да ги прашам како се задоволни од македонската музичка сцена, од македонската музика, колку даваме простор на македонската нова авторска музика. Каков е вашиот впечаток, ете, како активни чинители можеби во таа сфера? Колку даваме простор на нашето? Колку давате вие како телевизија? Не, ние како телевизија, ние како слушатели од другата страна и ние како оние кои уживаат во ваша музика, колку даваме простор за македонска во смисла за сето она кое што ни е сервирано од страна? Во последно време, баш тоа го коментираме често, се форсира македонската музика, се дава простор, не само од ваша страна како медиуми, воопшто публиката сака да слуша македонска музика, затоа и создаваме. Се повеќе и повеќе. Се повеќе и повеќе, тоа така. Го осеќаме. Да, на живите настапи тоа се Ивана е помлада, али порано, например, многу беше промовирана српската музика, многу повише и ние самите певме повеќе песни у една вечер српски него македонски, сега е тој сразмер сменет, значи повише одиме на македонска музика. Еве и ние нешто снимивме на српски, ама сега почнавме да работиме само на македонска музика. Да, тоа и ќе ве прашав, имате и вие нешто на српски, како помина тоа и помина добро, само ние сепак работиме на овој пазар и треба да спремаме за овој пазар, мислам да вадиме новини на пазарот, на поднебието кај што живееме. Што ние не го бркаме тој пазар, немаме потреба да снимаме. Нема некоја најава за проширување. Ние свиревме Београд 2 години. И како бенд, како овој? Како бенд, да, како Компас бенд, бевме 2 години во Београд, имавме менаџер од Србија и работевме таму. За да работиш таа музика, мора и да живееш таму. Мислам, или да патуваш секојдневно, тоа е мачно. И ради тоа што не сакавме да останеме да живееме, сакавме тука, да си живееме, затоа продолживме со македонска музика. И затоа ќе ја негуваме нашата публика е тука, така. Во меѓувреме излегува и многу нови и млади уметници кои што се пробуваат можеби во музичките води, многу бендови сведоци сме. Колку даваме простор на квалитетните бендови и колку умееме да одбереме квалитетно наспроти квантитетот кој што ни се нашата публика знае да одбере, дефинитивно македонската публика знае да одбере, а тоа колку е квалитетен некој времето го покажува, самото време колку ќе трае. Траењето, така. Ви посакувам да траете уште многу долго, ви посакувам уште многу летни секакви бенд Компас 30, преку 30 години. Јас велам Евергрин, баш имам таа чест да влезам во Евергринот. Буквално Евергрин и многу ми е драго што така сте споени и кохерентно делувате и посакувам да не забавувате уште многу долго, секогаш сме ваша медиумска поддршка и на се она кое што се создава македонско и авторско. Јас нема да должам тука во интерес на времето повеќе со прашања.